Мерките и активностите на владата на Република Македонија во насока на промоција на земјата како туристичка дестинација покажуваат добри резултати. Бројот на туристи како домашни така и странски во 2016 година е зголемен за 5% во однос на 2015 година, а зголемен е и бројот на ноќевања. Во изминатиот период работевме на унапредување на квалитетот на автопатиштата во Република Македонија, исто така и на унапредување на квалитетот на авиоинфраструктурата, нели концесионирањето на ТАФ аеродромот и во Скопје и во Охрид, кој што пак овозможија Република Македонија да може да прими гости од повеќе други пазари надвор од земјата, кој што пак ни даде за можност потоа да воведеме мерката нели субвенционирање, која што е доста позната и која што го има дадено најголемиот ефект во туризмот. Субвенционирањето е од 10 до 65 евра по дојдовен турист во зависност од која земја доаѓаат и во каков тип на хотел се сместени. Со зголемувањето на бројот на туристи се формираа и туристички развојни зони, а се работеше и на унапредување на сместувачките капацитети и угостителските објекти, кога станува збор за Пелагонискиот регион. Анализите покажаа дека овој регион располага со огромен капацитет за развој на авантуристички туризам и екстремни спортови. Воопшто, адут на Македонија за развој на туризмот се планините, историското и културното наследство. Во моментот кога анализиравме, ги гледавме какви се трендовите во поглед на туристите кои што доаѓаат во Република Македонија. Тоа беше прво, и второ, која е конкурентската предност, што Република Македонија може да понуди, што другите држави наоколу го немаат. И тука се токму планините кај што може да се развива тој активен туризам и културното, односно историското наследство кој што го имаме, кој што нормално другите наоколу го немаат, бидејќи ако споредиме со Албанија, со Грција, каде што има плажи, каде што морето се го прави своето, Република Македонија конкурентската предност се гледа токму во овој сегмент. Бенефитите од развојот на планинскиот и авантуристичкиот туризам се повеќе кратни. Покрај тоа што се зголемува бројот на странските туристи, се користат повеќе сместувачки капацитети, се зголемува обемот на работа на угостителските објекти, а се вклучува и локалното население како водичи низ регионот.